Dobar den, dragi učenici, dobre dojdovte vo e-učilnica na čas po makedonski jazik. Ja sam Burbuća Aliju, predavam makedonski jezik v osnovno učilište Istiqbal Tetovo. Danes kje učime za nelični glagolski formi, glagolski prilog, glagolska pridavka. Цели за овој час се учениците да ги повторат, систематизират и прошират стекнатите знаења за нелични глаголски форми, да умеат да разликуваат нелични глаголски форми, всушност глаголски прилог и глаголска придавка. Нелични глаголски форми, глаголски прилог и глаголска придавка. Во македонскиот јазик постојат лични глаголски форми кои имаат промени по лица, нелични глаголски форми кои немаат промени по лица и безлични глаголски форми. Како што може да забележите, нелични глаголски форми се глаголска форма, Л форма, глаголски прилог, глаголска именка и глаголска придавка. Што е глаголски прилог? Глаголски прилог е именска форма на глаголот и проста глаголска форма. Се образува од несвршени глаголи и наставката ј-ћ-и. Кај глаголите од А група, наставката се додава зад основниот вокал А, чита, читајќи, игра, играјќи, вика, викајќи. Кај глаголите од И група и Е група, наставката се додава на основниот вокал Е. Носи, носејќи, коси, косејќи, оди, одејќи, плете, плетејќи, мие, миејќи и пее, пеејќи. Со глаголскиот прилог се искажува дејство што се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата. Например, одејќи на кај училиште го сретнав Горан. Дејствата искажани со глаголскиот прилог и личната глаголска форма секогаш имат еден ист вршител. Во примерот, дејствата одејќи и сретнав се извршени од подметот јас. Например, одејќи на кај училиште, Јана го сретна Горан. Во овој пример, дејствата одејќи и сретна се извршени од подметот Јана. И ако означуваат дејство, глаголските прилози се однесуваат како прилози, односно како неменливи зборови. Во некој случај, глаголскиот прилог содржи значење кое може да се искаже на друг начин. Примери имаме: излегувајќи од училницата, го сретнав Горан. Кога излегував од училницата, го сретнав Горан. Глаголскиот прилог е нелична глаголска форма и има неменлива форма. Глаголскиот прилог се образува од несвршени глаголи и има наставка ј-ќ-и. Во реченицата оди паралелно со глагол во лична глаголска форма и имаат ист подмет. Варејќи го кафето, баба се изгоре. Значи глаголот е варејќи со наставката ј-ќ-и. Глаголскиот прилог се образува од несвршени глаголи со наставката ј-ќ-и. Пример: читајќи, плетејќи, пеејќи, играјќи, скокајќи. Глаголскиот прилог искажува паралелно дејство со дејство на глаголот во лична форма. Читајќи ја комедијата Чорбаџи Теодос, се потсетив на драматизација во училиште. Кај глаголскиот прилог имаме глаголи од А група, што наставката може да се додава зад основниот вокал А. Чита, читајќи, игра, играјќи, вика, викајќи. Кај глаголите од И група и Е група, наставката се додава на основниот вокал Е. Носи, носејќи, коси, косејќи, оди, одејќи, плете, плетејќи, мие, миејќи и пее, пеејќи. Со глаголскиот прилог се искажува дејство
што се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата. Пример, одејќи на кај училиште го сретнав Митре. Значењето на одејќи е дека во исто време додека одев на кај училиште го сретнав Митре. Дејствата искажани со глаголскиот прилог и личната глаголска форма секогаш имаат еден ист вршител. Во примерот, дејствата одејќи и сретнав се извршени од подметот јас. Например, одејќи на кај училиште Јана го сретна Митре. Во овој пример, дејствата одејќи и сретна се извршени од подметот Јана. И ако означуваат дејство, глаголските прилози се однесуваат како прилози, односно како неменливи зборови. Во некој случај, глаголскиот прилог содржи значење кој може да се искаже на друг начин. Излекувајќи од училницата, го сретнав Митре. Значи, кога излекував од училницата, го сретнав Митре. Глаголскиот прилог, уште еднаш да повторуваме, се образува од несвршени глаголи со наставката ј-ћ-и. Таа се додава на основниот вокал а кај глаголите од А група, гледајќи, сонувајќи, читајќи, или кај глаголите од Е и И група, миејќи, носејќи, одејќи. Глаголскиот прилог е со неменлива форма, со друг глагол се јавува како негова определба и означува паралелно дејство со дејството на глаголот во лична форма. Одејќи кон училиштето, ја повторував научената лекција. Играјќи кошарка, мислеше како да стане славен. Глаголска придавка. Што е глаголска придавка? Глаголската придавка има особености и на глагол и на придавка. Има форми за трите рода, за двата броја и се членува како придавка. Според значењето и службата поблиску до глаголот, а некогаш и до придавката. Пример, јас бев поканет на роден ден, што е глаголско значење. Таа беше поканета гостинка на роден денот, што е придавско значење, и глаголската придавка се образува од глаголот и наставките на, но, ни и исто така т, та, то, ти. Пример, читан, читана, читано, читани. Гледан, гледана, гледано, гледани. Со наставката т се образуваат глаголски придавки од глаголите со општ дел на н. Викне, викнат, викната, викнато, викнати. Глаголска придавка се сваѓа во именските форми на глаголот, се образува од глаголот и наставките н, на, но, не, т, та, то, те. Читан, читана, читано, читани, носен, плетен, шиен, ценет, ранет, пукнат, чукнат, паднат. Глаголска придавка представува преодна форма од глагол во придавка, но граматички се однесува како придавките. Ги има трите граматички категории по род, број и член. Се образува од несвршени и од свршени глаголи. Например, од несвршен глагол еднина, миен, што е машки род, миена е женски род, миено е среден род, множина е миени. Членувани форми миениот, миената, миеното, миените. Пример од свршен глагол еднина, измиен, што е машки род, измиена е женски род и измиено е среден род. Множина е измиени. Членувани форми измиениот, измиената, измиеното, измиените. Глаголска придавка се образува од глаголи. Таа представува преодна форма меѓу глагол и придавка и има глаголска функција. Глаголската придавка ги има граматичките категории по род, број и член. Примери: таа беше одбрана за трката, Борче беше ценет работник. Значи, имаме одбрана и ценет.
што има наставка одбрана, наставката на и ценет, наставката т. Глаголската придавка представува проста нелична глаголска форма. Глаголските придавки имаат форми за сите три рода и во еднина и во множина и подлежат на членување. Тоа ги прави слични со придавките, но, според значењето и службата, некогаш се поблиску до глаголите. Од ова може да се заклучи дека глаголската придавка има карактеристики на глаголот и на придавката. Формите на глаголската придавка се образуваат со наставките н, на, но, ни, т, та, то, ти. Наставката т е карактеристична за глаголските придавки, образувани од глаголи чиј општ дел завршува на н. Од некои глаголи се образуваат и по две глаголски придавки, со чија што различна форма се искажуваат разлики во опфатноста на дејството или признакот. Така, на пример, од глаголот бере имаме берен и бран. Од пере, перен и пран. Она што е карактеристично за глаголската придавка, која впрочем е една од карактеристиките на македонскиот јазик, е нејзината употреба при градењето на глаголските конструкции со помошниот глагол сум и има нема. Дојдени сте на прослава, бевте дојдени на прославата и тие сигурно имаат дојдено од прослава. И на крај, ученици, вие треба да пишувате по 3 реченици во каде што треба да употребувате глаголскиот прилог јќи и да образувате глаголска придавка од глаголот купен во сите наставки. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.